Градска патрола, Тони Апостоловски. Ова е, мислам, населба, градчето Пето, недопирливи, не знам како ја викат. Што е интересно за оваа улица, таа гранични од десната страна со касарната. Меѓутоа истава улица е некаде 2 месеци вон сообраќај. Некој едноставно се изживува врз жителите кои што живеат. Гледате кај ги паркираат колите, кој кај ќе стигни. Едноставно нема услови за непречено движење кон своите домови. Искрено, градоначалниче, кога мислиш ова улица да пуштиш? Овие овде не се луѓе, нагоре што живеат, тука ти е студентскиот дом. Преку 2 месеца ова улица ти е затворена. Или ќе градиш како што го градеше мостот, 358 дена. Меѓутоа, интересен е следниот факт. Улицава не е толку интересна. Мои сограѓани, мои жители на оваа населба, вие не заслужувате нити улица. Јас да сум козја патека ќе ви направам. Коњановски само храбро дупи до безвес. Гледате, све е руинирано веќе 2-3 месеци. Све. Гледате што се случува. И ќе биде некогаш. Неќам како мосто да ве замарам, секоја недела да снимам, меѓутоа, вие жители на оваа населба сте едноставно сведоци дека нешто вистина е пореметено и во нашиот град, и во нашава држава, и во нашето обкружување и така натаму. Наместо да земите, да се организирате, да му рипните на тој градоначалникот цела населба, овде колку ве има 3000 луѓе, например, да речиме, едноставно си ги барате своите граѓански права. Вие, ајде бери ќат, ќе пушти некогаш градоначалникот може. Гледате вистинава. Ако не ве боли, јас да сум како Коњановски ви кажав, козја патека и колите ќе ги чувате кај сатот. Пешадија дома. Ништо повеќе не заслужувате. За ониот другиот дел на градот, кој што имаат соодветни услови за комуникација, кои што може да се движат по патиштата, ви посакувам пријатно попладне. Секое добро, се гледаме во друга пригода.